ти плата да даеме? Зашто не ја дал? Индијците глуви забарањата на рударите, ниту газдите од Лондон, ниту менаџерите од Пробиштип одговорија дали ги прифаќаат барањата за исплата на плата и обезбедување услови за работа. Они испаѓат многу арогантни. Тоест, нас не чунат дека постоеме како луѓе, башка како рудари. Ова од неизвестна судбината на околу 1000 рудари од Добрево и Тораница ја прави неиздржлива. Многу сме револтирани, одека нема ни закон, за некој има, за некој нема. На што личи ова? Каква е оваа наша држава опет? Ни ги штити, на нас не, као работници, као све. За кредити што имам. Од Стопанска банка се 2 пати јавуваат кога ќе платат. Па они треба да знаат дека поудоено по 2 пати. Немаме здравство, треба да земеш апчиње, не ти дава апчиње, не да прима на лекар. А кој век сме? 21 век, ова е не здрава работа. Чекаме плата и работа да ни дадат. Од два обстануваме, значи живеачката веќе е нарушена, нема што да се јаде. Не може да се функционира, ја имам син на факултет. Тешко терано, многу тешко. Во меѓувреме, индијците целосно кренаа раце од рудниците, а дождот јамите повторно ги полни со вода. Ситуацијата у рудник Злето е крајно алармантна. Ако овака продолжи да врне руднику Злето за 3-4 дена максимум може да издржи, после ситуацијата е рудникот ќе се поплава. Пумпите нема доволен капацитет да изфрлат водата надвор. Резервари нема за складирање на вода. Че со поголем доток на вода за 24 часа пумпите ќе мора да бидат исклучени, не може да работат. Добрево и Тораница синоќ биле тема и на разговор во владата, а како можни решенија се понудени 3 опции. Прво, останува се уште можноста со некој краток рок на актуелниот сопственик да санира состојбата преку сопствено улагање и надминување на проблемите. Други начини на решавање се спогодбено да ги отстапи рудниците, односно да ги продаде, така да се рече, на заинтересираните компании. И трета варијанта, која за нас најверојатно е најнепогодна, е отварање на стечај на рудниците. Лошото се поблиску кружи околу Пробиштип и Крива Паланка, па рударите во паника помош бараат и од премиерот. Бараме од вас преку надлежните институции да се вклучите во разрешување на ова состојба и враќање на рудниците во нормален процес. Ако извисат и овде, последниот излез е улицата. Скочиме на пат меѓу наме, радикално да стопираме. Еден сат или два. Абе, цел ден бе, каде сат и два?